Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Овој пат би рекол една рубрика, еден вид на брзи вести, но најпрво да ви се извинам на сите кои го следите каналот Формула на македонски, бидејќи не бе во можност да ве удостојам со едно видео по трката во Портимао, по големата награда во Португалија, бидејќи знаеме празници, 1 мај, Великден, сите бевме со своите фамилии, дали дома, дали негде низ Македонија, па така да уште еднаш извинување што традиционално веднаш после трката немаше видео на каналот, меѓутоа еве неколку дена потоа и како загревање за веќе следната недела имаме нова трка за големата награда на Шпанија во Барселона. Да видиме неколку вести, да ги продискутираме што се случи изминативе неколку денови. Накратко само ќе искоментирам трката. Уште една интересна трка, иако не толку возбудлива како претходните две. Меѓутоа, што беше интересно имавме навистина тесен дуел за победа помеѓу Макс Верстапен и Луис Хамилтон, и уште еднаш докажува дека оваа сезона ќе биде мртва трка за титулата и дека ќе гледаме навистина компетитивна борба. Се надевам до самиот крај за шампионската титула. Интересна вест одекна утрово, а тоа е дека Роман Грожан ќе му биде дадена таа прилика да се отпише од Формула 1 на еден достоинствен начин, со тоа што за големата награда во Франција ќе управува со болидот, со шампионскиот болид на Мерцедес АМГ, и на тој начин Мерцедес ќе му се одолжи на Роман Грожан за неговата би рекол кариера во Формула 1 и еден убав гест со кој Роман Грожан конечно ќе може да се отпише од Формула 1, да не биде она негово последно катастрофално излетување за брцување на болидот во таа заштитна ограда и потоа онаа експлозија страхотна во која мислиме дека и Роман го загуби животот. Така да ќе биде интересно да се види Роман Грожан во болидот на Мерцедес. Друга интересна вест е дека Ландо Норис смета дека за големата награда во Барселона, оној свијок број 10 кој сега е проширен, ќе направи патеката уште потешка за претекнување него што претходно беше, а сите знаеме дека Барселона е патека која не е така, би рекол, погодна за претекнување, за престигнување, бидејќи вториот и третиот сектор се мощни технички и болидите кои следат друг болид пред нив најчесто влегуваат во тој турбулентен воздух и мораат малку да се оддалечат како не би ги наштетеле своите перформанси и животниот век на своите плематици. Па тука се создава еден по природен пат се создава еден јас од 2 до 3 секунди помеѓу возачите, и потоа иако го имаме тој долг правец во Барселона, многу е тешко да се има престигнување, треба да сте навистина побрзо од другиот болид или да сте на различна стратегија. Па тука гледаме некои престигнувања во самата трка, инаку Барселона помеѓу фановите на Формула 1 сигурно веќе сте чуле, важи за патека која е Монако на отворено. Следната голема вест е шпекулации кои доаѓаат и од таборот на Red Bull, меѓутоа и од некои германски спортски часописи, би рекол портали, е дека Мерцедес спрема замена кон средината на сезоната помеѓу Џорџ Расел и Валтери Ботас. Ова ќе биде навистина интересно доколку се случи, меѓутоа Ботас е дете на Тото Волф и не верувам дека Мерцедес ќе си дозволи таква екскурзија. Може би нема Ботас да го видиме следната година во Мерцедес, меѓутоа сред сезона да го изгуби своето седиште во Мерцедес, не верувам дека ќе се случи, и мислам дека ова е една умствена игра на Кристијан Хорнер, кој малку сака да го дестабилизира таборот на Мерцедес, да внесе на раздор со кој полесно ќе може Red Bull да се бори со Мерцедесите, особено ако Серхио Перес достигне некој интересно ниво, добро компетитивно ниво на преварување, а самиот изјави дека би му смета дека би му требале 4 до 5 трки да го достигне тоа ниво, па да видиме една интересна борба, не само кај водачите, туку и кај конструкторите. Red Bull се сериозни и целат кон двојната круна оваа сезона. Тоа е се што имам за вас. Следниот викенд повторно трка Формула 1, голема награда на Барселона, и следниот викенд се гледаме традиционално веднаш по трката со анализа, а во меѓувреме не сум го заборавил ветувањето, ќе направиме видео како ФИА функционира во инспекцијскиот надзор на болидите, односно што е се тоа што стојардите
контролираат, проверуваат сите тие детали кога еден болид оди под инспекција. Како и секогаш ви благодарам што го следите канал Формула на македонски, лайк, шер, сабскрајб и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!